Премиерот Емил Димитриев на маргините на вчерашниот самит миграцијата на Балканската рута што се одржа во Виена, одржа и голем број билатерални средби со дел од присутните европски лидери. Димитриев се сретна со австрискиот канцелар Кристијан Керн, кој беше домакин на самитот, како и со председателите на владите на Унгарија, Виктор Орбан, на Словенија Миро Церар и на Хрватска Тихомир Орешковиќ. Според информациите од овие средби покрај главната тема миграција која беше и целта на вчерашниот самит, а зашто говорниците на македонскиот премиер му го пренеле задоволството од тоа како Република Македонија досега се справува со бегалската криза, исто така е разговарано и за унапредување на јонака добрите односи што македонската држава ги има со Австрија, Унгарија, Словенија и Хрватска. Токму од овие 4 земји членки на Европската Унија, Македонија доби најголема поддршка во справувањето со бегалската криза, а истите стандардно даваат поддршка и инсистираат за брза интеграција на Република Македонија во Европската Унија. Имавме и доста билатерални средби и контакти со колеги од земјите членки на Европската Унија. Од сите беше искажана недвосмислена поддршка за нашето членство во Европската Унија, поддршка за справувањето со мигрантите. Очекувањата и од нив се дека политичката криза треба да заврши со одржување на изборите во декември и дека и во ситуација на мигрантска криза Македонија со една стабилна влада многу поквалитетно ќе се справува и многу покредибилен партнер ќе биде на Европската Унија, бидејќи со многу посилен фокус и поголема енергија може да се концентрира на ова проблематика. Имено на вчерашниот самит за бегалската криза во Виена, на кој беа присутни 10 шефови на држави и влади на земји долж западно-балканската мигрантска рута, меѓу другите присуствуваше германската канцеларка Ангела Меркел, при што е договорено да остане целосно затворена рутата на која централна земја е Република Македонија, како и дека македонската држава е дел од конечното решение на оваа криза со која веќе 2 години се соочува европскиот континент.